моето мислење е дека овој закон затвара едно прашање, последното прашање од рамковниот договор и дека е важно за новото парламентарно мнозинство и сметам дека треба да се донесе. Добро, а како и дали ќе помогне овој закон на помалку бројните заедници во Република Македонија? Ќе помогне овој закон во повеќе аспекти. Првиот аспект е дека се релаксираат меѓуетничките односи, вториот аспект е дека го регулира, постои член таму во законот кој прецизно регулира употреба на јазиците на населението кои се под 20% во патните исправи, пасошот, нели, возачката, личната карта, но и во општините каде што тие заедници се над 20%. Тоа е едниот дел. Постои една пракса која произлегува од релаксирачките меѓуетнички односи, а тоа е следна, дека повеќе општини во Македонија го воведуваат јазикот на одредена заедница која не е над 20% како знак на добра волја и почит кон граѓаните и како таков имаме, еве сега да речеме како пример чисто и го давам најавата на градоначалникот на Чаир да го воведе босанскиот јазик во општина Чаир како службен јазик, иако бошњаците во општина Чаир не се над 20%. Исто така сметам дека треба да се прекине со таа пракса да тоа е еден мој личен мотив во ова, со таа пракса да секогаш кога нашите сограѓани албанци треба да остварат одредено право, ВМРО ДПМН тогаш ќе се сети на заедниците по 20%, односно на бошњаците, србите, власите, ромите и сите останати кои турците и сите останати кои живеат во Република Македонија и сметам дека таа пракса е штетна за нашето општество. Напротив, заедниците по 20% ништо не губат од овој закон, а ако дополнително сметаме дека треба нешто да се подобри, стоиме на, нели, ја имаме таа можност во наредниот период, она што е потреба на сите заедници по 20% да си ги остварат своите права, стоиме, нели, како партнер на располагање.